Македонија уште посилно и попосветено ќе работи на домашните реформи за влез во Европската Унија. Ќе докажеме дека дома сме најдобриот ученик во оделението и да бидеме посакувани во европското семејство, вели премиерот Христијан Мицкоски. Негирањето на македонскиот идентитет и јазик од страна на Бугарија е преседан и неевропска вредност, оценува тој. По усвојувањето на извештајот за напредокот на Македонија, од кој што беа изоставени референците за македонскиот идентитет и јазик. Обидот беше целосно преименување на македонскиот идентитет и јазик од страна на некои европратеници кои што со своето неодговорно однесување се обидоа да го додефинираат како модерен. Тоа не успеа, бидејќи мнозинството европратеници ја прочитаа намерата и тоа не успеа, но за жал успеа она бришење од самиот извештај на македонскиот идентитет и јазик, она кое што веќе беше усвоено на АФЕТ. Тоа е за мене чин без преседан, е се само неевропска вредност и јас навистина не можам да прифатам како европратеници кои што вчера гласаа за бришење од извештајот на македонскиот идентитет и јазик, мирно ќе спијат. Лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче обвини владата дека таа ги злоупотребила македонскиот јазик и идентитет за своји политички цели. Според него, СДСМ ја оставила на владата јасни позиции кои поради лошиот дипломатски пристап биле нарушени. Јазикот и идентитетот, според Филипче, биле јасно дефинирани и заштитени во Европската Унија. Одлуката на Европскиот парламент и усвојувањето на извештајот се резултат на застранување од јасно утврдените стратешки позиции на државата и злоупотребата на јазикот и идентитетските прашања од страна на владата за сопствена политичка кампања. Тоа е исто така директен резултат на дипломатските импровизации и целосна негрижа на владата за зачувување на меѓународната позиција на државата. Секој нов пораз на надворешен план, актуелната власт го прикрива со се подолги, подраматични и празни пресконференции, обвинувајќи ги другите за сопствениот неуспех. СДСМ нема какво било морално право да ја критикува владата во нејзината борба за заштита на македонскиот јазик и идентитет. Премиерот Мицкоски му одговори на Филипче и го потсети дека неговата партија распродала се што е со македонски национален предзнак. И она што е уште поважно е што Европа, светот, македонските граѓани видоа дека договорот постигнат 2022 или како да кажам прифаќањето на тогашниот предлог во суштина не представува само лесна промена интервенција во преамбулата и внесување на дел од бугарското малцинство во истиот, туку проблемот е многу подлабок, многу посуштински, а тоа е негирање на идентитет, на јазик, на еден од најмалобројните народи во Европа од страна на неговиот во случај источен сосед или соседна Бугарија. Мицкоски останува на ставот дека сите партии во земјава треба да бидат обединети кога станува збор за државните интереси. Европскиот парламент вчера го усвои извештајот за Македонија од европратеникот Томас Вајц, но при тоа текстот отпадна македонскиот јазик и идентитетот како беа прифатени амандманите на бугарските европратеници.